Благодарам. Прво читање, јас сум член на коалицијата О2 и деловникот дозволува допрецизирање. Во таа смисла јас сакам да објаснам следново. Значи, точно е дека темелна односно уставниот поредок е заштита на животната средина и природата, а квалитетниот амбиентен воздух е дел од тоа. Значи, може да речеме дека надлежноста е и на државата, ама исто така и на општините. И на градот Скопје се разбира. Тоа е првата. Што друго јас сакам да кажам? Ние се договоривме за некои амандмани и мислам дека е тоа одличен потек. Јас нема да негирам дека прифатливи ми се. Добро е што се носи ваков закон, кој што допрецизира или се доусогласува или се обидува да се доусогласи со директивата. Меѓутоа, веднаш морам да кажам, навистина кај проценката на финансиските средства потребни за спроведување на законот и субјектите на отделните субјекти на кои се однесува, не може дека нема финансиски средства. Нема финансиски последици. Има и потребни се финансиски средства, без оглед дали ќе треба самите општини да ги издвојуваат, а многу тешко тоа, или пак државата ќе го стори тоа. Зошто велам? Видете, ние имавме сериозен проблем со мерните станици и предпоставувам дека државата сигурно ќе обезбеди мерни станици што ќе функционираат, бидејќи тоа е важно. Важно е што напомена и Маја, дека по случајов мерењата ќе бидат фиксни и индикативни, и за мене е дури ирелевантно дали се работи за општини со над 35.000 жители или помали, бидејќи може и мали општини да обезбедуваат лош квалитет на амбиентен воздух, и јас мислам дека треба секаде да има мерна станица и навистина тука улогата на Министерството е да го нотира тоа, а тогаш ќе мора општините и градот Скопје да превземат мерки. Да не заборавам, од последното ќе почнам, имено казните би, иако се во рамките на Законот за прекршоци 3 пати поголеми од оние предвидени во Законот за прекршоци, мислам дека се премали и јас нема да се повторувам. Во предпладневната сесија за еден друг закон за вознемирувањето реков дека овој токму е, ова е таа област во која што треба да има 20 пати поголеми санкции од предвидените и ние тоа ќе го издействуваме со измена на Законот за прекршоци. 2 реченици само, ако ми дозволите уште. Маја рече сама ќе предложи амандмани, јас останувам зад амандманите што ги договоривме, но навистина забележувам, еве, фрлете поглед на членот 4, каде што во ставот 7 се вели: општините, односно градот Скопје, значи, при подготовка на планот, можат ќе ги поканат соседните општини да се вклучат, нема што ќе ги вклучат соседните општини, нема што да ги канат, бидејќи воздухот квалитетен е за нив, и на следниот став 8 не може да формира координативно тело, туку ќе формира координативно тело, и следниот став не може да побараат да бидат вклучени, туку имаат право да бидат вклучени, бидејќи чистиот воздух е општо добро и треба да се однесува на сите. Благодарам.